На покана на коорганизаторите, амбасадите на Република Франција и Сојузна Република Германија, делегација од ВМРО ДПМН денеска се наоѓа овдека во Битола на одбележување на 100 годишнината од завршувањето на Првата светска војна и целата оваа церемонија во чест на паднатите жртви за време на тој немил настан 100 години пред 100 година, прилика 1980 година, нели и годините претходно додека се случувала Првата светска војна. Денеска ќе го искористиме денот исто така да прошетаме низ Битола, да се дружиме со нашиот општински комитет овдека во Битола, лево од мене и претседателот на нашиот општински комитет Иванчо, десно од мене подпредседателот господинот Владо Мисајловски. Ќе имаме можност да поразговараме со битолчани, но и со жителите на околните општини Битола, да поразговараме за актуелната ситуација во Битола, во Република Македонија. Од она што утринава имавме можност да слушнеме, преовладува големо незадоволство, разочарување за сите оние неисполнети ветувања, не само од локалната власт, но и од централната власт. Исто така денеска слушнавме за оној немил настан кој што се случил во текот на вчерашниот ден овдека во рек Битола, тоа е хаваријата на еден од багерите на копот во рудникот Брод Неотино, кој што може да предизвика сериозен застој во снабдување на термоелектраната со потребниот гориво, а тоа е јагленот, се разбира. Исто така можевме да слушнеме и за сите оние нереализирани ветувања, не само за земјоделците, но и за граѓаните во градот Битола. Стопирани се два клучни проекти, едниот е гасификацијата, вториот е топлификацијата, иако средствата беа обезбедени. Сведоци сме дека сега со ребалансот на буџетот, средствата кои што беа наменети за гасификацијата, поради некомпетентноста и неспособноста на владата на Република Македонија, тој проект не продолжи да се реализира, тие средства се пренаменети за плаќање на долговите во општините, претежно во општините каде што во минатото беа градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз, но за тоа ќе коментираме деновите кои што ни предстојат. За рек Битола, пошто го споменавте, господин Вицковски, 50.000 садници, багремови садници околу појасот на одложените наслаги на рудникот Сувот. На депонијата, да. На депонијата. Од друга страна, вчера, како што споменавте, имаше хаварија во Брод Неотино. Значи, СРС 2002 при пренесување, значи големиот багер, ја оштети транспортната лента Т3 и со тоа оштетена е и носечката конструкција, нели, до таа направата за одлагање на транспорт на јаглено. На јаглено. Тие велат дека не е голем дефект. Колку време според вас треба и какви штети може да предизвика ваква една хаварија? Па најпрво не е да дадам одговор на вашето прво прашање. Традиционално и во минатото се заседувале багремови садници на тоа место каде што и денеска се заседуваат. Во суштина тоа е дел, нели, од начинот на кој што рек Битола еве се одолжува на околината овдека и на околните општини, така што не е некој новитет или некое револуционерно откритие на оваа гарнитура на директори во рамките на ЕЛЕМ и на рек Битола. Во второто прашање ме прашавте, според она информација која што ја имам, застојот би требало да биде неколку недели. Цената на чинење на поправката е неколку стотици илјади евра, но она што е позначено во случајот е што ќе имаме застој во ископот на јаглен од рудното наоѓалиште Брод Неотино, односно можеби застојот физички нема да се почувствува, но затоа пак во случајот претпоставувам дека менаџментот на рек Битола ќе преземе мерки да обезбеди дополнителен ископ со помошната механизација која што има ангажирана. Тоа значи дека ќе има зголемени трошоци, односно цената на произведен мегават час која што ќе доаѓа од рек Битола ќе биде значително поголема од онаа која што би била доколку не би се случила оваа хаварија. Тоа подразбира дека се надевам дека навремено ќе бидат преземени чекорите, барем да се обезбеди навремено и надржно снабдување на рек Битола со јаглен, односно додека трае поправката на хаварисираниот багер, односно на багерот кој што вчера претрпе хаварија, тоа повторно ќе кажам ќе трае неколку недели и ќе чини неколку стотици илјади евра, веднаш да се реагира со онаа помошна механизација која што се надевам рек Битола може да ја обезбеди или со јавна набавка или со
или со веќе тендер кој што е завршен во минатото, само за да не дојде до застој на снабдување на електричната енергија, бидејќи знаеме дека грената сезона се уште не е во полнек, бидејќи температурите се уште конвенираат на ситуацијата, но она што ни предстои веќе од следната недела драматично намалување на температурите, изголемена потрошувачка на електрична енергија, што значи дека изголемена потрошувачка на јаглен. Така што еве апелирам до раководството веднаш да реагира, да се фати за сериозна работа и да може да граѓаните во Република Македонија, бидејќи знаеме дека РЕК Битола е еден од основните столбови на електроенергетскиот систем во Република Македонија. Господине Мицковски, денес имаше пошумување во Суводол, како опозиција не се појави од ВМРО ДПМН, не бевте поканети или што е друга причина, со оглед на тоа дека во Советот често пати се упатуваат критики за загаденост? Па, јас го коментирав тоа, можеби не бевте тука присутни на првото прашање, дали имавме покана, еве тука е претседателот на општинскиот комитет, можеби он ќе одговори, но јас би сакал да зборувам повеќе околу суштината, а помалку околу фолклорот. Суштината е таа дека ако вие навистина сакате сериозно да се зафатите со решавање на овој проблем, со баграмо и сандници тој не се решава. Туку се решава со обезбедување на еколошки енергенс, а еколошкиот енергенс знаеме кој е. Така што, ако се обезбеди тој еколошки енергенс, односно, ако успееше новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, од СДСМ, да го истурка проектот за гасификација на Република Македонија, бидејќи средствата веќе беа обезбедени, и ако тој проект дојдеше овдека до граѓаните на РЕК Битола, наместо да се користат разни видови отпадоци за согорување во домовите, да се користеше гасот како еколошки енергенс, тоа ќе значеше драматично намалување на загадувањето не само во РЕК Битола, не само во општина Битола, туку и генерално во повеќето општини во Република Македонија. Доколку новиот менеджмент во ЕЛЕМ и раководството во РЕК Битола сериозно се зафатеше со реализација на проектот за затоплување, централно затоплување на РЕК Битола со помош на отпадната парија од технолошкиот процес во РЕК Битола, зашто беше обезбеден проект, дозвола за градба и средства, тогаш исто така ќе се влијаеше значително во намалување на загадувањето на Битола и околните општини, но исто така како терцијален ефект можеше таа топлина да се користи и за затоплување на пластениците, па и за земјоделско-оранжериско производство. Така што доколку ова влада имаше визија вистинска како треба да се развива Република Македонија, но и битолско-пелагонискиот крај, тогаш ќе се зафатеше со реални мерки, што ќе значеше на вистина подобрување на животната средина и намалување на загадувањето. Се разбира, тоа нема трајно да го реши, но се разбира дека во драматична мерка ќе го намалеше и ќе беше се поинаку. Со неколку багремови сандници на вистина не можам да... И тоа е добро, но со тоа не се решава драматично и не се намалува загадувањето, иако вие знаете дека они дојдоа со едно такво епохално ветување од историско значење, најпрвин го нарекува живот за сите, а потоа го нарекува чист воздух за сите, но не само што не добивме живот, добивме пекол, и не само што не добивме чист воздух, туку добивме уште позагаден воздух од тој што го имавме во минатото. На предходното прашање, само да објасниме, на предходното прашање. Поместувањето на багерот е рутинска работа во РЕК. Вие тоа го знаете, така? Што е причинава сега при едно такво поместување? Целиот транспортен систем и носечката конструкција да се што? Имаме информации дека се води сериозна хајка со компетентни лица против компетентните лица и ракувачите на такви машини и уреди во рамките на РЕК Битола. Голем дел од нив се прогласени за неподобни од страна на раководството на РЕК Битола и се преместени на други работни места. Донесени се таму луѓе кои што навистина не умеат да ракуваат со таков тип на опрема, и претпоставувам дека една од причините да се случи на ваква хаварија е токму тоа несовесното и неодговорното ракување со таков тип на рударска машина, бидејќи навистина за тоа се потребни часови, денови, месеци, години искуство. Така што еве, отприлика тоа би било одговорот на вашето прашање. Во контекст на денешниот настанок, ако дозволите уште едно прашање, пред малку амбасадорот на Франција рече дека Македонија поставува камен темелник на една нова Европа, мислејќи, алудирајќи на помирувањето со соседите, со оглед на вашиот став за Преспанскиот договор. Како гледате на овие процеси, дали верувате дека Македонија може да поставува еден камен темелник за нова Европа? Па ќе претпоставувам дека амбасадорот на Франција бил доволно прецизен и јасен што сакал да каже со неговата изјава, но доколку вашето прашање во однос на Преспанскиот договор, ние нашиот став сме го кажале многу пати во минатото, сме го повториле и јас и дел од раководството на ВМРО ДПМН. Ние за овој капитулантски договор го знаете и нашето објаснување, но и нашите позиции зошто тој е штетен и што значи за Република Македонија.
Македонија и кои се сите лоши последици од истиот и кои се предизвиците пред кои што Република Македонија ќе биде представена во периодот исправена во периодот кој што ни доаѓа. Така што јас не би имал нити што да додадам, нити што да одземам од она што веќе е кажано до сега, а кој што се однесува до самиот преспански договор, но и до содржината на истиот. Инаку, околу помирувањето со комшиите, јас, колку што се сеќавам, Македонија нити била скарана, нити па некогаш имала лоши односи со соседите. Напротив, мислам дека Република Македонија од самиот почеток представуваше една оаза на мирот и во рамките на таа оаза на мирот се развиваше во годините потоа и под владите кои што ги раководеше Социјалдемократскиот сојуз, но и од владите кои што ги раководеше ВМРО-ДПМН, имавме исклучително квалитетна соработка со нашите соседи, така што навистина не би можел тука нити да повторно да додадам нешто, нити да одземам. Се надевам дека многу скоро Република Македонија, тоа го кажав и во едно интервју кое што го дадов во медиумите пред некој ден, дека Република Македонија многу скоро ќе добие заслужената шанса да биде дел од европското семејство, бидејќи на крајот од денот интерес на сите граѓани, сите политичари Македонија да успее. Што им кажавте и што ви кажаа лидерите на самитот во Хелсинки? Вашите пријатели? Па генерално разговаравме за политичката ситуација во Република Македонија, разговаравме за политичката и економска ситуација во Европа, во нивните земји, ги пренесовме искуствата од тука, они не ги пренесоа нивните искуства во нивните земји. Главна цел на овој конгрес, на конгресот во Хелсинки беше избор на претседател на Европската комисија кој што ќе биде номиниран од страна на Европската народна партија, бидејќи се очекува Европската народна партија да победи на изборите кои што ќе се одржуваат следната пролет и да го номинира по автоматизам и новиот мандатор, да речеме, на Европската влада. Знаете, двајца кандидати имаше, победи господин Манфред Вебер, кој што доаѓа од нашата сестринска партија ЦСУ, со претседателот на нашата сестринска партија ЦСУ на маргините на конгресот. Јас имав и билатерална следба, разговаравме за политичкиот прогон, разговаравме за сите оние предизвици кои што е исправен ВМРО-ДПМН во Република Македонија, разговаравме за тешката економска ситуација, разговаравме за сите оние промаршувања кои што ова влада во Република Македонија ги направи изминативе година и пол, разговаравме за сите оние криминални афери, разговаравме за притисокот врз ВМРО-ДПМН со замрзнување на имотот, разговаравме во тесната спрега помеѓу судството и владата во Република Македонија, така што генерално ги запознавме нашите колеги од нашите сестрински партии, но истовремено не ја испуштивме можноста да ги замолиме да побараме од нив во рамките на нивните можности да лобираат за што е можно побрзо Македонија да стане дел од европското семејство, бидејќи повторно на крај ќе кажам, не се битни нашите лични фрустрации, нашите лични кариери, битно е на крајот од денот Македонија да успее. И уште едно прашање, како ја коментирате затворската казна за Никола Груевски, поранешниот ваш лидер? Сум го прокоментирал тоа во изминатите денови и повторно не би имал што да кажам, нити да додадам, нити да одземам на сето тоа. Нашиот став, мојот личен став, вие го знаете дека тоа е резултат на политички прогон од оние фамозни милиарди кои што тогашната опозиција ја обвинуваше тогашната влада, вие не видовте ништо, дека се случи, имаше еден театрален, помалку комичен обид со неколку дигалки обезбедени од стотици припадници на Министерството за внатрешни работи да се стави еден инструмент на влезната порта која што е дел од центарот на градот Скопје, кој што се уште до ден денеска не проработел, а од друга страна имате правосилна пресуда за поранешниот претседател на ВМРО-ДПМН за остварување на нематеријална корист. Како е остварил таа нематеријална корист? Затоа што во неколку наврати го користел ВИП возилото во случајот кој што е дел од процесот Тенк. Но истото тоа важи и за поранешната министерка за внатрешни работи, која што исто така знаете дека има пресуда која што се уште не е правосилна, и за третото лице кое што во моментот се наоѓа на ослужување на затворската казна. Така што навистина ВМРО-ДПМН е под еден тежок политички прогон од страна на новата спрега, тоа е кацарска судството и СДСМ во Република Македонија, но ВМРО-ДПМН ќе го издржи ова. ВМРО-ДПМН од ден на ден е се позилно, стотици граѓани ни пристапуваат на дневна основа. ВМРО-ДПМН се подготвува за следниот претседателски изборен циклус кој што ќе се одржи оваа пролет. Се разбира, доколку нормално парламентарното мнозинство одлучи, ВМРО-ДПМН е секогаш подготвено и на предвремени, но и на редовни парламентарни избори.